Последно издание на Дневникот Добро вечер. Големо невреме вчера ги погоди Старонагоричани и Стрезовце, каде е направена поголема штета на земјоделските посеви. Екипата на К3 беше на лице место, а жителите велат дека штетите од невремето се огромни и се надеваат на помош од надлежните институции. Големото невреме во општината Старонагоричане на семејството Спасовски им донесе многу непријатности, бидејќи во нивниот атар удри гром кој предизвика големи штети. Спасовски рече дека вакво нешто не памети во својот живот. 4 нешто грмење, пуцање, одеден пут букна, а како и би знало и што е од гром вајда, каже од тут доше, жица како избор, и еден пут пламен. Изгоре и слама, и сено, и све. Колку храна е уништена? По неде 500 бале слама и 6 приколице сено, не балирано. Седевме внатре, 4,5-5 попладне, пукна јако 2 пати. И стрчевме брзо, прво комши дојде, пламен се виде. Немаше. 20 секунди се многу. Пламен, тоа е тоа. Се обидовте да гасите, Се но обидовме, ништо. да. Само руку го изгоре џабе, ништо. Кој ви помогна? Гасењето. Дојде пожарно од Старонагоричани, потоа од Хумано дојде уште едно. И дежура, да, се беше залудно џабе. Се изгоре. Што имавме храна за зимно? Спремено, се не отиде. Тоа е тоа, само... Тоа ќе правите сега? Колку е штета голема? Па голема е што. Ке се снаоѓаме што ќе прави. Зоран Ангеловски доживеа вистински хорор од невремето, најправен на својот автомобил, а подоцна и во сопствениот дом и околу него. Па невидена до сега, да ви кажу реално. Ја не сам идеја толку град. 20-25 минута сигурно интензивно падање на величина наОраси. Видите и сами, све е уништено 100%. Не знам, невидена работа. Како е во другите околни места, тука имате ли информација? Па информација наводно дека до туја негде од Прекопчињу навамо и до Визијано, друго натамо нема штетено, чини ми се што сам чуја. А овде Стрезовце земјоделските култури се 100% уништени, 100% има кровови на луѓе, комшија кров му уништен, 100% возило мое исто тако и значи катастрофа невидена. Ке барате ли помош? Па од кога ќе траиш помош, кој ќе ти се јави? Тој што би нало е крај више, што нема кој што ќе траиш. Не е осигурано ништо. Тоа е. Најголема штета од селото Стрезовце претрпе Деонис Митровски, на кого невремето му уништи над 5000 насади од зелка. Големи штети. Све што имаше сени утепа тие работи, немамо ништо. И тоа е од мене. Што одгледувате? Што од Па све. култури? И зелка, компир, тие работи се. Компир ништо нема, може да стане во земјава. Припјарти од се. Лојзе. Барате ли помош од општина? Ма што, ќе барам ако даде, ако не даде, што да правиме? Земјоделските култури не се осигурани? Не се сигурни. А што мислите за ова? Би требало да барам да се осигурани? Па би требало ако има нешто од држава, ако нема, па тоа ние. Што да правиме друго? Тоа ќе ние. Кажете ни, колку зелка одгледувате? Колку корени тоа? Колку 5000 корени има зелка. Нема ништо нима, ако сакате да видите само, може. Памти ли вакво невреме ве? Но Лани го имамо што? Лани го имамо тој исто град. Житарите утепа се. Се до едностанамо, житарите се утепа, ништо не се нужна, е. Според ваша проценка, колкава е штетата сегашна? Ваша проценка е на слободно. Наша оценка штета 100%. Нема ништо. Тоа е. Дополнителен проблем за жителите на Стрезовце представува и немањето електрична енергија без која се од вчера. Православниот свет денес го одбележува еден од поголемите христијански празници, раѓањето на Пресвета Богородица, за која се верува дека е заштитничка на сите мајки. Раѓањето на Пресвета Богородица е еден од големите празници на Светата православна црква. Иако овој празник се смета за почеток на сите празници, сепак тој почнал да се празнува многу подоцна. Дури откако ослабнало паганството, христијаните покрај на Исус Христос можеле да ја одадат заслужено признание на неговата мајка. Во пресрет на празникот зборува и отец Игор Здравковски, кој објаснува зошто се празнува овој голем ден и кое е неговото значење. Причината поради која што ја славиме ние Богородица е тоа што заради незината одлука да го роди Спасителот, ние сме денеска спасени, ние сме денеска христијани. Значи таа во еден момент кога Архангел Гаврил дојде да ја јави веста дека ќе роди син, таа можеше да каже не сакам.
и Бог ништо не може да ја направи. Меѓутоа таа толку му беше послушна и предадена, што тоа послушание до крај го исполни за наша радост. Значи, буквално дозволи да се јави Спасителот преку неја. И затоа ние ја славиме како посилна и посветла и подостојна од ангелите. Отец Сигор додава дека постојано помеѓу луѓето се шират разни приказни дека помеѓу две Богородици не се крштева или венчава, но тој вели дека станува збор само за суеверие. Никаква магија нема меѓу тие два празника. Едниот е за спивање неизино и пренесување кон Бога. Денеска го славиме раѓањето неизино. Значи, не може една мајка Господова, која што е мајка и за сите нас, христијаните, да направи нешто лошо. Не може светител да предизвика нешто лошо. Посебно, ако станува збор за крштение, наше второ раѓање, за Царство Небесно и за венчание. Значи, за два, можеби, најважни моменти од нашиот живот, да замислиме дека Богородица ќе ни направи зло, ако ги направиме меѓу двата празника. Така да, посебно до младата публика и до постарата, апел, ова суеверие да го истиснат од нивниот живот, зашто е човечка измислица и да не го вржуваат христијанството со не знам какви се неприказни, а она што е најважното, почитувањето од срце и верувањето од срце, кој што на литургија го принесуваме како дар на Бога, да го заборавиме. Според народните верувања, Пресвета Богородица е заштитничка на мајките воопшто и на леунките посебно, поради што жените што раѓаат ја повикуваат да им помогне полесно да се породат. Исто така се верува дека таа им помага и на жените што немаат деца, затоа ваквите жени оделе во црквите посветени на Богородица и се молеле пред нејзините икони. Денеска е раѓањето на Мала Богородица. По тој повод жителите на Уминдол за прв пат добија црква. Се изврши осветување на храмот Свети Никола Летен. Осветувањето на црквата го изврши владиката на Кумановско-Осоговската епархија, господин Јосиф. Во село Уминдол се изврши осветување на црквата Свети Никола Летен, кој представува значаен настан за жителите, бидејќи за прв пат Уминдол добива црква. Црквата е изградена со донација од повеќе спонзори од граѓаните и за нејзино завршување биле потребни околу 70.000 евра. Осветувањето од црква е голема историска случка која представува творење за идните генерации, лично воздигнување и исполнување на задачата која од Бога ни е дадена, истакна владиката Јосиф на Кумановско-Соговската епархија. Таков е овој нов храм посветен на Светиот Николај Великискиот чудотворец. Во него се вградени многу личности, во него е вградена цела една генерација, која денес историски живее на овие простори. Затоа овој храм ќе остане и како сведоштво за едно време и за еден народ кој длабоко во себе ја носи верата во Бога. Бидејќи да се гради храм, навистина е големо дело, зашто храм се гради со љубов, исто како што Бог го создаде светот со љубов. Сиот овој свет во суштина представува еден голем храм кој што го изградила премудроста Божја. Така и во овој храм вградена е многу љубов и многу силна вера. На 10 метри од сегашната црква имало кршче и местото на црквата е задржано тука. Представникот од црковниот одбор се надева дека црквата долги години ќе обстојува и дека многу млади брачни парови ќе ги склучуваат браковите во оваа црква и многу крштевки ќе се прават. Натре се направено, како сами ако сте снимале сте виделе. Сега имаме уште од надвор нешто да се доправи, ама ќе се прави, важно да се освети, да повеќе венчаваме, крштеваме и тоа. Тоа е затоа и го правиме, да не сближува духот православен, значи кога има вакви работи и народот е поблизок, по-добар, по-релаксиран и тоа е тоа. Жителите на Уминдол се презадоволни што добија црква. Сметаат дека со изградба на оваа црква народот ќе се сближи духовно и ќе владее мир и благосостојба. Као верници, као еден православен храм, што е многу убаво, што досега стварно не сме имале, не само во Уминдол, него и Ново село, па и Љубодрак се гради. Дај Боже се повеќе да се градат. Од мене толку. По-свечен ден и по-убав, ја мислам дека нема друго значение. Се убаво вака кој ќе се собираме, да се слагаме, мир во државата, слога меѓу луѓето. Моја е таа желба. Убав печаток, убаво место, убава црква, пуно људи. Ова е верски објект кој дава символика дека тука живее православно население. И мислам дека е убаво
и ќе користи за духовно подкрепување, а ќе користи и за младиве. Би требало сега повеќе да имаме венчавки, крштевки и така. Ова ви е прва црква, така? Па секое село има црква овдека во овој регион. Овдека ние сме 3 православни села на овој регионален пат и сите 3 имаме направено по една црква во последниве деценија. Да се надеваме на многу венчавки и крштевки. Така. Затоа си прави и се бориме. Нека е со среќа, убав ден е добро на сите младите, нека се живи и здрави, па и ние старите, па се што да правиме, што да кажеме. Осветување на една црква. Што представува тоа? Што е може да биде најубава. Најубава на светот, што може. Нашите само селани овде и околу селани сите се помогнати, али и ние колку можеме селото како село, знаеш како треба да биде. Кој има повеќе ќе даде, кој нема, фала му. Еден апел за сите млади, еве се освети црква, да има многу крштевки, венчавки. Тако, мило, све има и све поштујаме. Се имаме и се почитуваме. Црквата не ја погазуваме. Јас сум србинка, моите се од Босна населени тука, први во Уминдол. По завршување на осветувањето на црквата се одржа културно-уметничка програма. Сношти во Кумановското село Орашац наезда на волци нападнале стадо со овци при што усмртиле 20, а 11 се повредени. Случајот вчера го пријавил сопственикот на стадото Горан Николовски. Сме гледале во околината дека ги има и порано, но со вакво нешто досега не сме се соочиле. Ќе бараме заштита, а во меѓувреме ќе бараме и надоместна штета, вели Николовски. По нападот на волците пристигнала екипа на полицијата, а воедно и ветеринарен лекар интервенирал и на повредените овци. Традиционално на еден од 12 големи празници во православието, рождеството на Пресвета Богородица или Мала Богородица, кој се одбележува денеска, бројни верници од Крива Паланка се собраа во манастирскиот комплекс, каде запалија свеќи пред црквата посветена на Божјата мајка. За честувањето оттаму во следниот прилог. Кривопаланичките верници утрова масовно излегоа на чествувањето на големиот христијански празник, рождество на Пресвета Богородица или уште познат како Мала Богородица, која започна сутринска литургија во манастирот Свети Јоаким Осоговски, каде е лоцирана и црквата која го носи името на Исусовата мајка. Од година во година има се поголем број на верници кои доаѓаат да запалат свеќа за здравје и благосостојба, да остава дарови пред иконите на Пресвета Богородица и да земат осветена вода. Оваа пригода понесете иконата на Мајката Божја да се помолиме и да речеме Пресвета Богородица се ви секогаш били обидна и да притичка својот син, нашиот Господ Исус Христос, постојано во сите негови. Нека ви е честит празник. Во чест на празникот традиционално се организира така наречено кумство, односно на овој ден се осветуваат погачите на верниците за здравје на своите најблиски. Информираат од Кривопаланичкото архиерејско наместништво. Ние во нашиот манастир Јоаким Осоговски имаме црква посветена на раѓањето на Пресвета Богородица. Највеќе доаѓаат кумови, така речени кумови. Тие си донасат лепче, пшеница, вино за здравје на нивната фамилија. Предпоставам дека преку 50 било кума. Лично си донасат една бескрајна жртва, се вика така, леп, пшеница, вино, го читуваме и го после тоа сечеме за здравје на нивните фамилии, каде ги спомињаме имињата на нивните фамилии, па некој може и ако сака на некој свој пријател или роднина.
Црквата посветена на раѓањето на Пресвета Богородица во манастирскиот комплекс е најстариот објект и се смета за една од првите средновековни цркви кај нас. Сцената во Националната установа Центар за култура и натаму е место каде се случуваат најдобрите театарски доживувања на врвните актерски имиња од земјава и од соседните држави. На 6-та фестивалска вечер од 7-то издание на меѓународниот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски беше изведена представата Не сме ние од вчера на гости од театарот Херцег Нови од Црна Гора. Кривопаланичката публика вчера вечер имаше можност да ужива во изведбата на актерското трио од театарот Херцег Нови од Црна Гора, која изведоа представата со наслов Не сме ние од вчера. Представата е во режија на Даниел Прашчевич, кој е еден од актерите, а сценариото го раскажува односот на едно семејство кон една актуелна политичка тема, а тоа е влезот во Европската Унија. Državnim organima, jel? Jesi li ti to pomenuo organe, Dušić? Jesam, što? Dugo mi ne pominješ organe. Pa misli na državne organe. A onda ništa. A što izvini? Pa državni organi rade slabije od tvojih. A pravo iskreno da ti kažem, zabolje glava i od ovijek našije, a kamo li tamo nekakvih evropskih propisa. Da mi nije tata sebi ga šapkom ovako u glavu da se više ne digne sa zemlje. Гостопримството на домаќините, како и реакцијата на публиката се нештата кои овој пат ги воодушевија актерите, кои се прв пат настапуваат во Крива Паланка. Izuzetno smo zadovoljni sa prijemom. Задоволни сме од приемот, од гостопримството и од реакцијата на публиката на нашата вечерашна представа. Дадовме се од себе како и секогаш, да им го представиме на луѓето времето во кое живееме на еден друг начин. Она што мене ме изненади е реакцијата на публиката во Македонија. Забележав дека проблемите политички или било какви други проблеми во Македонија се идентични со проблемите во Црна Гора и Србија. Седмиот театарски фестивал Свети Јоаким Осоговски продолжува вечерва со представата Лаги и паралаги на Народниот театар Астерија од Вршец, соседна Србија. Сите корисници на пензија до крајот на септември може да аплицираат за користење услуги од проектите за банјско-климатска рекреација и бесплатен туристички викенд за 2016 година. Во рамки на овој проект за банјско-климатска рекреација, државата на пензионерите им обезбедува 6 полни пансиони, ноќевање со 3 оброка дневно, банјска терапија, задолжителен здравствен преглед и платени трошоци за превоз во висина на повратна автобуска карта. Со проектот пак за бесплатен туристички викенд на пензионерите им се обезбедени 2 полни пансиони, односно пристигнување во петок попладне, а заминување недела попладне и автобуски превоз до хотелскиот објект. Хотелските објекти во кои што ќе бидат упатувани корисниците на пензија кои ги исполнуваат условите се наоѓаат во туристичките капацитети од маралишта во Охрид, Струга, Дојран, Крушево, Преспа и Берово. Со овие 2 проекта планираме да опфатиме околу 8500 пензионери до 2016 година, односно 3000 пензионери да искористат можност за бесплатен туристички викенд во туристичките центри во Република Македонија и околу 5500 пензионери да бидат дел од проектот бесплатно банјско-климатска рекреација, изјави министерот за труд и социјална политика во рамки на посетата на Катлановска бања, една од неколкуте каде се реализираат услугите од овој проект. Спасов додаде дека за овој проект и за проектот бесплатен туристички викенд веќе се распишани јавните повици за корисниците за 2016 година. Бензините поскапуваат за половина, дизелот за 1 денар, одлучи регулаторната комисија за енергетика.
Регулаторната комисија за енергетика одлучи бензините да поскапат за половина денар, а дизелот за 1 денар. Од полнот Евросуперот БС95 на бензинските низ Македонија ќе се точи по цена од 62,5 денари по литар, а Евросуперот БС98 по цена од 64,5 денари по литар. Новата цена на евродизелот ќе изнесува 50 денари по литар. За денар поскапува и екстра лесното масло за домаќинство, чија нова цена ќе изнесува 38,5 денари по литар. Висока воена делегација на Националната гарда на сојузната држава на САД Вермонт, предводена од командантот генерал мајор Стивен Креј, од денеска предстојува во 3-дневна официјална посета на армијата на Република Македонија. За време на посетата, генералот Креј, на кого домаќин ќе му биде началникот на генералштабот на АРМ, генерал подполковник Методија Величковски, ќе оствари средба со министерот за одбрана Зоран Јолевски. Планирано е да ја посети Здружената оперативна команда на АРМ и да оствари средба со Комисијата за одбрана и безбедност во Собранието на Република Македонија. Покрај напредувањето на тамошната соработка со Националната гарда на Вермонт, целта на посетата на АРМ од страна на командантот на Националната гарда на Вермонт, како што истакнуваат од Министерството за одбрана, е размена на искуства од научените лекции во мисиите предводени од НАТО, Европската унија и Обединетите нации. Учеството на АРМ во мисијата на НАТО во Афганистан, одлучна поддршка и разгледување на можностите за реализација на различни форми на индивидуална и заедничка обука. Националната гарда на Вермонт представува партнер на АРМ со кој се реализираат активности за соработка со армијата на САД, координирани преку воената контакт програма, која е составен дел од севкупната билатерална соработка помеѓу двете армии. Оваа програма се реализира преку различни форми на обука, како што се семинари кои се реализираат во Република Македонија и во САД, конференции, како и изведување заеднички вежби. Војната контакт програма и соработката со Националната гарда на Вермонт на АРМ во голема мерка и го олесна достигнувањето на стандардите на НАТО во повеќе области. Левичарската Сириза на Алексис Ципрас победи на вчерашните парламентарни избори. Австриските власти очекуваат да пристигнат околу 10.000 бегалци. Земјотрес со интензитет од 6,2 степени според Рихтеровата скала е регистриран крај брегот на Чиле. Ова се вестите од светот. Алексис Ципрас, победникот на грчките избори, преку својот Твитер профил ја објави победата и плановите на потенцијалната втора влада на Сириза, најавувајќи на овој начин дека нема место за големи прослави, бидејќи државата ја чекаат тешки економски и политички предизвици, справување на новите мерки и реформи за да се загарантира испраќањето на новата финансиска помош за Грција. Двете партии имаат заедно 155 пратеници, со што имаат доволно парламентарно мнозинство во новиот состав на парламентот за да може да формираат влада без да вклучат и трет коалициски партнер. Но и натаму останува отворено прашањето дали Ципрас ке сака да внесе и трета партија за да има посилно присуство во парламентот. Сириза како победник на изборите утре ќе добие мандат од грчкиот претседател за да формира влада во следните 3 дена. Австриските власти очекуваат денеска да пристигнат околу 10.000 бегалци. Во градот Никелсдорф, на граница со Унгарија, каде има кампови во кои се сместени илјадници луѓе, изминатата ноќ пристигнаа 2 автобуси. Во моментов ситуацијата таму е помалку хаотична, зашто нема доволно место за сместување на уште луѓе, па тие што пристигнуваат сега се сместуваат и во најмалиот слободен простор што ќе го најдат. Повеќето од нив доаѓаат од Унгарија и Хрватска. Унгарија брза да ја постави новата ограда на хрватската граница. Земјотрес со интензитет од 6,2 степени според Рихтеровата скала денеска е регистриран крај брегот на Чиле. Засега нема информации за евентуални жртви и причината материјална штета. Епицентарот на потресот се наоѓал во морето во близина на градот Валпараисо на длабочина од 10 км. На 17 септември Чиле беше погоден од силен земјотрес со интензитет од 8,4 степени, при што загинаа 12 лица, околу милион луѓе беа евакуирани. Кошаркарскиот клуб Куманово викендов учествуваше на квалитетно надпреварување во Кавадарци и во дуел со домаќините успеа да го освои третото место.
Актуелниот македонски првак МЗТ Скопје го освои шестиот меморијален турнир Димитар Ѓоргиев, кој изминативе 2 дена се играше во Кавадарци. Во интересно финале штрековите од Аеродром со 83-65 беа подобриот Карпош Соколи. Избраниците на Пипан по првите 20 минути се одлепија на плюс 15, пошто вториот дел рутински го одработија и триумфираа на овој турнир, на кој учествува и домакинот Фен Индустри како и Куманово. Најефикасен кај победниците беше Дреновац со 14 поени, еден помалку фрлија Луковиќ и Стојановски, додека Протич постигна 11 кошеви. Во таборот на Соколите единствено двоцифрени беа Казановски со 16 и репрезентативецот Соколов кој постигна 11 поени. Во битката за третата позиција Куманово со 91-78 го победи Фени. Предводник на кумановци беше американецот Ли Инграм со 18, додека за Индустри стрелец на 19 кошеви беше Враговиќ. Тимот на Куманово многу активно летово работеше за склопување на составот за наредната сезона, во која член на македонскиот вице-шампион ќе биде и Данило Неговановиќ. Тој е висок 194 см и ги покрива позициите 2 и 3. Во македонскиот прволигаш доаѓа од Леотар, каде што завршил како трет стрелец во Лигата на Босна и Херцеговина со просек од 17,5 поени по надпревар. Претходно кумановци ги доведува Урош Петровиќ, Игор Бјелич, Ентони Ли Инграм и Миодраг Тодороvić. Беа обновени договорите со Александар Костовски, Маријан Јаневски, Вукешин Мандич, Урош Луковиќ, а на клубата повторно седна Љубислав Луковиќ. Во вестите од меѓународната сцена за денеска издвоивме. Феноменалниот центар на шпанската кошаркарска репрезентација Пол Гасол ја предводеше својата екипа до златниот медал. Возачот на Ферари Себастијан Фетел е победник на големата награда на Сингапур. Во големото финале на тенискиот Девис Куп ќе се сретнат Белгија и Англија. Кошаркарите на Шпанија се новите европски шампиони, откако во финалето ја совладаа Литванија полесно од одишкувањата со 80-63. Творец на победата повторно беше феноменалниот Пол Гасол, кој реализираше 25 поени и 12 скокови и ја предводеше својата селекција до победата. Литванците не беа достоен ривал во финалето и се чини дека сите сили ги потрошија во полуфиналето против Србија. Шпанија после слабиот старт на првенството ја подигаше формата за најважните мечеви и на крајот заслужено стана европски шампион. Фуријата во своите редови го имаше Пол Гасол, кој на првенството имаше просек од 25 поени, 9 скокови и 3 асистенции и беше нерешива енигма за противниците. Многумина го приведуваа финалето помеѓу Србија и Франција, меѓутоа овие две селекции по добриот старт доживеа пат во формата во неважните мечеви. Воедно селекциите на Шпанија и Литванија обезбедија директен пласман на Олимписките игри. Бронзениот медал и припада на Франција, а Србија на крајот се пласира се на 4-то место. Водачот на Ферари Себастијан Фетел победи во трката за големата награда во Сингапур и се искачи на 3-то место во историјата по бројот на победи. Фетел ја оствори 4-та победа во ноќната трка во Сингапур, 3-та во сезоната, а 42-та во кариерата и го претекна легендарниот Сена, кој досега имаше 41 победа. Во Сингапур второпласиран беше водачот на Ред Бул Даниел Рикардо, додека трет беше водачот на Ферари Кими Раиконен. Во генералниот пласман води Хамилтон со 252, втор е Росберг со 211, додека трет е Фетел со 203 поени. Следната трка се вози на 27 септември на патеката во Сузука, Јапонија. Тениската селекција на Белгија се пласира во финалето на Девис Купот, откако во Брисел ја совода Аргентина во драматичен напревар со 3:2. Клучната победа ја донесе Стив Дарсис, кој триумфираше над Федерик Долбеонис. Белгија така прв пат ќе игра во финалето по 111 години. Вториот финалист е Англија, која оствори тесна победа од 3:2 против Австралија. Англичаните во финалето ќе учествуваат по 37 години. Големото финале ќе се одржи од 27 до 29 ноември, а домаќин ќе биде Белгија. Оваа недела веќе можеме да очекуваме попријатно време, особено кога станува збор за температурата. Да проследиме метео за североистокот.
Со информацијата за времето го завршуваме овој дневник. Благодарам на вниманието и останете со програмата на К3.